Добро утро, почитувани гледачи. Добре ни дојдовте во денешното ново издание на емисијата Фактор здравје. Зборуваме за обезноста, дебелината, прекомерната телесна тежина, која представува јавно здравствен проблем не само во светски рамки, туку и кај нас. Не станува збор, односно станува збор за хронична состојба која што не е само естетски проблем, туку го нарушува квалитетот на животот и должината на животот, доколку малку посериозно не пристапиме кон овој проблем. Поврзана е со ризикот од срцеви заболувања и бројни други здравствени проблеми. Затоа во денешната емисија ќе ве информираме и советуваме како на ефикасен и безбеден начин да ја намалиме телесната тежина и да живееме здрав и квалитетен живот. На оваа тема утрово разговараме со доктор Валентина Крстеска, представник на International Health во Македонија. Добро утро, доктор Валентина, добре ни дојдовте. Повторно отвораме една многу важна тема која што го засега нашето здравје. Добро утро. Поздрав до вашите гледачи. Точно како што кажавте, ова е најважна тема за овај период од годината. Ќе им објасниме на гледачите во текот на емисијата зошто баш во овај период кога неконтролирано малку беа опуштени, ставија вишок на килограми, не сакајки, меѓутоа ние сме тука да им објасниме како на брз, лесен и ефикасен начин да се ослободат од тој вишок. Така, за да не ги зголемуваме килограмите, туку едноставно да ги намалиме. Ќе погледнеме блок реклами, па ќе продолжиме со разговорот. Останете со нас, почитувани гледачи, следете не, повелете, вклучете се во емисијата. Со доктор Валентина Крстеска, представник на International Health во Македонија, зборуваме за тоа како на безбеден и ефикасен начин да ја намалиме телесната тежина и да го намалиме ризикот од бројни здравствени проблеми кои што може да ги имаме доколку подолг период се соочуваме со ваков проблем. Доктор Валентина, споменавте периодов празници, убави моменти, посебно месец јануари, повеќе дома затворени, а повеќе храна, кога сте повеќе, кога престојувате повеќе време дома, па некако и кога не ви се јаде, може би ќе посегнете по некоја храна. Пообилна, помасна, речи си секој од нас. Точно, секогаш на почеток на годината, како и другите години, ова година, овај период е период кога од една страна повеќе се седи дома, тој период на повеќе празници, цел декември, еве и јануари, кога се внесува храна за жал која што дава многу повеќе енергија, ама е богата со јагленохидрати, со шекери и за жал таа храна која што се внесува многу повеќе од колку што може да се троши, нема да се потроши и оди во резерва. Се наталожува баш на критичните места, околу стомакот, околу грбот и со тек на време тие масни наслаги, ќе објасниме, прават и други проблеми. Не е само естетскиот проблем. Бидејќи во тој период многу не се внимава што се внесува и не сакајки се прави проблем и во биометриските параметри. Ако некој во тој период направи една контролна крвна слика, ќе види дека параметрите, поготово концентрацијата на глукозата или триглицеридите, колестеролот е покачен. Тоа е голем проблем за понатамошното здравје и затоа ние сега тука убаво ќе им објасниме на гледачите дека сето она што го ставија во овие последни месец-два дена со еден убав план на исхрана, да ги сменат своите навики, да почнат здраво да се хранат, кои на што треба да внимаваат и полека ќе ги топат и тие масни наслаги, бидејќи она што се ставило во последниот месец-два многу побрзо ќе се изгуби, за разлика од оние масни наслаги или одна дебелина која што е во тек на многу години. Така, повеќе внесуваме, а помалку трошиме. Тоа е некогаш велиме главниот проблем, посебно во овој изминат период и луѓе кои што имаат проблеми со висок крвен притисок без оглед на тоа што си ја примаат редовната терапија со замастен црн дроб, холестерол, триглицериди, а дополнително кога внесувале ваква храна, веројатно го оптеретуваат уште повеќе организмот и можеби во моментот нема да почувствувате некоја тешкотија. Ама за извесен период сето тоа ќе исплива на површина. Треба да се мисли и за долг период, треба да се чува здравјето, тоа е една од придобивките и сите ние во почетокот на ова година си посакувавме најмногу добро здравје. И сега не е добро да се нарушува заради
еден период на невнимание или неконтрола. Бидејќи таа храна која што реков е богата со јагленокидрати, масти, шекери, се внесува во многу поголема количина и многу калориски е богата. А не се троши, а за да може да организмот редовно да работи без да ги има тие проблеми, мора да го имаме тој калориски дефицит. Што значи? Тоа значи дека треба многу повеќе да се потроши отколку што ќе се внеси. Постојат разни табели каде што се пресметува колку е потребно за еден човек, дали е тоа во адолесцент, дали е во ова зрела доба или е во малце постара возраст, колку во текот на денот се потребни калории. Тоа да речам од прилика оди од 1600 до 2000 калории или ако зависи и од физичката работа, луѓето што работат физичка работа, му треба и повеќе. Меѓутоа праксата покажува дека само во едно чоколадо има 500 калории. Во еден сендвич. Така да преку 2000 калории се внесува во текот на денот, а не може да се потроши. За да имаме калориски дефицит, треба повеќе од 2000 калории да се потроши. Сето тоа организмот го става како резерва. И што настанува? Тие масни наслаги сега се една од причините за редица на компликации кои што се јавуваат понатака. И убаво рековте, не одма тоа не се гледа. Прво, го спомнавте високиот крвен притисок. Масните наслаги го зголемуваат отпорот на венското враќање на крвта кон срцето. Срцето мора да работи со максимален капацитет, да ја извлекува течноста од нозете, да ја разнесува до сите клетки и тоа забрзано работење на срцето го зголемува притисокот. Од втора страна, срцето е мускул. Многу брзо ќе се замори и се јавуваат и срцеви декомпензации, срцева инсуфициенција. Тие луѓе што имаат проблем знаат кога ќе се појават отоци во пределот на глуждовите, поготово на трешната страна, бели, тестести отоци, тоа е знак за срцева декомпензација. Проблеми со дишењето. Во овој период тој е најголемиот проблем. Од една страна загаден воздух, респираторни, вирусни инфекции. Дебелината ја крева диафрагмата. Диафрагмата го притиска белодробието и дополнително на иона отешнато дишење се јавува уште повеќе проблем со дишењето. Луѓето не можат да спијат, се будат во текот на ноќта, таа ноќна апнеа, имаат потреба од 2 до 3 перници. Исто така крвните садови, наталожувањето на масните наслаги, појавата на артеросклероза, кој што од своја страна доведува до појава на тромби. Сето тоа се појава на инфаркти, мозочни и срцев инфаркт, диабетот, тој не смееме да го заборавиме, метаболниот синдром, каде што веќе сега тука и хормоните, имаме дисбаланс, тироидната жлезда, проширените вени, проблеми со зглобовите, целулитот како естетски проблем, значи ред на помалку сериозни и многу сериозни здравствени компликации. Веројатно повеќе сакаме да уживаме во моментот на кога ја внесуваме храната, а не помислуваме на здравствените ризици кои понатаму би можеле да ги имаме со наталожување на килограмите. За да дојдеме до моментот и да речеме мораме овде стоп да направиме, треба прво да сватиме колку е сериозно сето ова по здравјето, доколку ништо не преземаме. Треба да не води гладот, едноставно кажано, бидејќи има 3 видови на глад, каде што е прва вистинската глад, кога долго време не сме внесувале храна во желудникот, желудникот почува повеќе да работи на празно, па оние кркорења на црева е знак дека сме гладни. Меѓутоа, ние внесуваме храна и кога не сме гладни, значи она емоционален момент, па и во моменти на радост и на тага, на депресија, на досада, поготово како и сега. Подолго време луѓето се затворени дома, не излегуваат, немаат активности, седат пред своите телевизори, телефони и многу е лесно. И постојано посегнувате по нешто, а тоа се некои лоши навики, така? Собирање во друштво, многу убави прилици за собирање и тогаш внесуваат храна и не се гладни.
И третиот тип на глад, кога се внесува од оправдана причина, тоа е таа метаболна глад. А зошто се јавува? Поради неправилната комбинација и внесување на храна. Затоа што кога ќе се внеси храна која што е богата со шекери, тие намирници имаат висок гликемиски индекс и го креваат многу брзо инсулинот. Тоа е онај одговор, нормален одговор на присуство на шекери во организмот. Ама инсулинот за кратко време ќе го согори сиот шекер и во исто време немаме шекер, немаме енергија, а имаме висок инсулин и тоа е метаболна глад. И тие луѓе, јас секогаш им верувам на тие луѓе кога ќе кажат дека многу малку внесуваат храна, а се дебелат. Токму поради оваа причина. Не внимаваат кој тип на храна. Низ разговоров ќе им објасниме дека постои начин, постои исхрана, програма, нашата липосукцијска исхрана, која што е толку внимателно одбрана, составена, за да може да не се чувствува ниедна од овој тип на глад, да може да се внесува малку калории, лесно да се влезе во тој калориски дефицит и да се топат масните наслади. Така, а сепак да внесете во организмот онолку колку што му е потребно, да имате енергија, бидејќи честопати се случува и најчесто, нели, после оброкот велиме ми се спие, немам енергија, немам сила за да ги извршувам другите обврски, тоа е тоа што нели го објаснувате. Тоа е, да го објаснам само. Тоа е таа брза енергија која што ја дават шекерите. Брзо ја дава, ама брзо се троши. И затоа после еден таков оброк се јавува таа поспаност. Ама тоа е кратко согорување. Ние така викаме енергија со кратко согорување, бидејќи после ќе повлечи уште многу повеќе количина на храна, истата храна, пак шекери, пак јаглено-хидратати, процесирана храна, преработена храна, храна која што не бара многу време за готвење, во недостаток на време се зема се што е спакувано, замрзнато, многу грицки, колачи, сето тоа се храна која што брзо ќе согори и ќе треба повторно да се Така и најлошо е кога пообилен оброк, така легнуваме, заспиваме или пак се одмараме, или пак внесување храна до доцна во ноќта. И тоа точно, затоа што кога ќе објаснам за нашата липосукцијска исхрана, последниот оброк треба да биде до 18 часот, бидејќи после 18 часот да се остави простор организмот да се припрема за спиење, бидејќи тогаш се лачат хормони кои што го припремаат организмот за спиење. А сите оние хормони кои што треба да ја сварат храната, да ја создадат енергијата, да се троши, тоа е во текот на денот, поготово од утринските часови па се до тој 18 час кој што е како една граница за последен оброк. Така, кога ги споменавте различните видови или категории на глад, треба да научиме така да јадеме кога навистина телото го бара тоа и онолку колку што ни е потребно, а не да претераме. А често ја правиме грешката обилно прејадувајќи се. Точно, затоа бидејќи ни е убаво и вкусно и на крај сваќаме дека сме претерали. Така, затоа што нема повеќе тие 3 оброци, 2 ужини, храната треба да се подели во 2 убави оброци за да има поголемо растојание од еден оброк до друг оброк. Сега треба на тоа да се внимава, бидејќи колку повеќе има празни сати од еден оброк до друг, тогаш веќе организмот е принуден, ние го принудуваме да ги користи резервните масни наслаги. Значи, ние имаме голема количина на неискористена енергија во тоа масно ткиво. Масното ткиво е многу богато и енергетски и хормонално. И тоа само да додадам во оние ризици. Многу тумори и карциноми се поттикнати од таа ендокрина карактеристика на масното ткиво. И сега ние имаме еден таков неискористен резервоар на енергија, која што ќе ги задоволи сите дневни потребни. Кога има разни постови, кога луѓе по 24 часа не внесуваат храна, тоа е одговорот тука, ја користат енергијата од масното ткиво. Меѓутоа, за да некој го активира тој процес, таа кетоза, која се топат масните наслаги и се претвора енергија, мора да имаме многу
празни сати. Значи да има меѓу 4-5 или веќе сега е доста популарно и тој intermittent fasting, самото име тоа го кажува, испрекинато хранење, каде што минимум 16 сати ни е потребна пауза, тоа е она вечерна пауза. Зато викаме, од 18 часот до другиот ден сабајле, до 9-10 ги имаме тие 16-17 часа, каде што во текот на спиење не го пореметуваме сонот, не го оптеретуваме жалудникот, му дозволуваме на сите тие хормони да го спремат организмот за спиење, да се има еден убав сон, длабок сон и секој да се разбуди расположен. Така, да си функционира организмот и телото во еден совршен ред. На што се темели липосукцијската исхрана која што ја споменавте на почетокот? Како велиме на ефикасен, безбеден начин да ги намалиме килограмите, бидејќи не секогаш е лесно и едноставно. Прво треба да ја донесеме одлуката, а потоа да ги примениме и вистинските мерки и насоки. Тоа е една многу внимателно и паметна одбрана програма, знаејќи го сето ова досега што го кажав. Значи, докторите кои што работеа на составување на ова програма го земаја сето ова во предвид. Прво, да не се чувствува глад. Второ, да се задоволни сите нутритивни потреби кои што му се потребни на организмот во текот на денот, и витамини, и минерали, влакна, билни влакна, и она што реков да има помалку калории, да се влези во калориски дефицит. Па земено е сето она што е најдобро од медитеранската исхрана. Значи, зеленчукот на прво место. После е протеините. Протеините од месото, внимателно одбрано месо и во нормална количина. Значи, како што кажавте вие на почеток, во помали оброци. Значи, месо до 200 грама, зеленчук до 300 грама. Меѓутоа, што сега со останатите оброци? Тоа се додатоци во исхраната, препарат липоалфа и липобета. Липоалфа е прашок, кој што е богат со протеини, кои протеини доаѓаат од сурутка од млеко, витамини, B6, B12, цинк. Знаеме цинкот колку е потребен за имунитет и за овој период од годината, и најбитното билни влакна, тие доаѓаат од конџак глукоманан, кој што бубри во допир со вода. До 10 пати го зголемува волуменот, и вие кога ќе се напиете еден таков напиток, во ладна вода се раствара, една чаша се пие и дава ситост, го исполнува желудникот. А во текот на денот тие кесички се пијат 3 пати. Има уште еден додаток, многу битен, тоа се капсули аминокиселини. И тие се многу битни, затоа што го чуваат мускулното ткиво и кожата да не виси во текот на слабењето. Нас ни е битно да се зачува и формата на телото, да се топат само масите настаги на критичните места, а остатокот, мускулите да бидат цврсти, и уште многу битна една аминокиселина триптофан, кој што во метаболизмот се претвора во серотонин, во хормонот на среќа, па има и едно задоволство после примената на овој тип на исхрана. Така, да се чувствувате среќни, задоволни, со доволна енергија, за да можете да ги извршувате работите во текот на денот. Значи, тоа е, велиме, еден ден со липосукцијска исхрана, ама овој протокол трае 14 дена. Овој протокол е почетокот до крајот и што после тоа. Значи вака, ова прво програма, да речам, 30 дена, а тие 14 дена, првите 2 недели, се комбинација на липоалфа, липобета и тој битен оброк кој што е во вечерните часови, рековме околу 18 до 20 часот максимум, бидејќи ние кога ги правиме програмите пристапуваме индивидуално, па ги следиме и ги прифаќаме и навиките на секој тој што дошол и што побарал совет од нас. Нашите совети се прво бесплатни и заеднички ја правиме програмата. Значи, тие кесички 3 пати во текот на денот на растојание помеѓу 3 до 4 часа. Секој утре се почува со топла вода и лимон, дозволено и кафето, без шекер, без млеко, тоа може да се пие во текот на денот. 3 кесички, реков, на растојание од 4 сати во ладна вода.
има вкус на салеп, многу е убав вкусот, меѓутоа може да се додаде и цимет, може да се додаде стеви, ако некој сака да има поблаг оброк. И после тоа со чаша вода 2 капсули. После 3 до 4 часа се повторува уште еднаш, па трета кесичка и 3 до 4 часа од третата кесичка е овај вечерен оброк, кој што е многу битен. Парче месо со салата. Да, месо, риба, морски плодови. Само кашав тоа да биде околу 200 грама, а салатата која што го дава волуменот на оброкот треба да биде 300 грама, не само класична салата, зеленчук, бидејќи тука спаѓаат и тиквичките, и модриот патлиџан, авокадото е многу богато со заситени масти, печурките се дозволени, зелката. И во нашиот протокол имаме и листа на убави рецепти. Ако некој нема идеја како може тој оброк да си го припреми, ние им ги даваме тие рецепти, им помагаме, им даваме совети и во текот на денот, ако се јави некоја криза, краставица, ротквица, дали ако би се пријаде во некој момент. Да, свежа краставица во секој момент, доста вода, чаеви, лимонада, доволно да се задоволат сите потреби во текот на денот. Така, имате програма за помлади и за повозрасни. Во што се разликува тоа и зошто е така? Имаме, да, никогаш не ги забораваме и тие категории. Кај нив ја прилагодуваме, значи, исхраната, нивните потреби, сите оние што се во, да речам, адолесценти до 18 години, кај нив само еден оброк го заменуваме со ова липосукциска, со липоалфа, а има 2 други оброци. Еден убав појадок, вечерата стоиста, а кесичката се ратвора во текот на денот помегу 12 и 15 часот и тоа е доволно. Слична е програмата и за постарите. Многу голем успех имаме во таа категорија на корисници, многу дисциплинирани, многу озбилно ја сваќаат програмата, бидејќи има доволно што да јадат за појадок и за вечера. Меѓутоа да кажеме дека имаме и доста забрана, се она што има шекер, што реков го крева инсулинот, бидејќи додека се внесува намирници кои што имаат висок гликемиски индекс, постојано е инсулинот на високо ниво. А за да може она што реков некој да го активира тоа трошење на масни наслад ги претворба во енергија, мора да биде инсулинот на пониска гранка, пониска вредност и затоа овошето е забрането во текот на целиот месец. И благите и сладки, така? Се благите, забранети тесенините. Дури во првите 14 дена, пошто тие се најбитни, бидејќи вториот дел е втор, ќе кажеме, дури и зеленчук кој што има шекер е забранет. Цвеклото, морковот и онај зеленчук кој што многу е богат со јаглено-хидрати, компирот, оризот, грашот, граф, боранија, тие во првите 2 недели не, али понатака постепено се враќаат. Затоа само зелените зеленчуци така се дозволени во тој почетниот период. Имаме гледач на линија, да го слушнеме. Добро утро, повелете. Добро утро. Добро утро. Ве слушаме, повелете, во програма сте. Мене само ме интересира ова, мислим, што сега директно. Јас сум... Ало? Да, продолжете, ве слушаме. Ме интересира кај можеме да, мислим, ова жена што е, да контактираме. Так, како да исконтактирате? Да. Да. Еве, ќе слушнете веднаш за да може првично да се направи еден разговор, така секогаш. Да. Ние све наоѓаме во строгиот центар на Рекорд, во еден убав простор на улица Димитрije Чуповски 22. Спроти нас е центар бар, лесно се наоѓаме. Ги има телефони 3151-714, слободно може да се јавите, ќе договориме, ќе дојдите на еден разговор и ќе направиме се да биде на обострано задоволство. Так, да. Ќе погледнеме блок реклами па продолжуваме понатаму, останете со нас до самиот крај. Продолжуваме со разговорот во студиото. Доктор Валентина, откако ќе поминат првите 14 дена, што во следните? За да го заокружиме тој еден цел месец. Да, како што реков 30 дена, сега следат нови 14 дена, кога ги нема тие кесички капсули. 2 дена, како еден така адаптабилен период, е детокс, само чорби и салати, и прв пат во појадок имаме едно овошно смути,
за, како што реков, полека се враќаат и забранетите намирници. Значи, во текот на денот колку пати имаат потреба прават чорби и салати. После тоа, 2 недели 14 дена се 3 оброци во текот на денот. Тука е нешто слично со хроноисхраната, каде што пак имаме ограничување. Овие забранетите зеленчуци со многу јаглено-хидрати се забранети, меѓутоа сега се воведуваат, се враќаат јајцата, па млечните производи, па кисело млеко, кефир, јогурт, лебот во појадок, путерот. Така да веќе постепено 3 убави оброци имаме во нашата програма, како што реков, и рецепти, како идеја, ако некој нема идеја како да ги направи тие појадок, ручек и вечера. И пак низ разговор даваме простор, ако им се многу тие 3 оброци, можат да ги направат во 2. Бидејќи луѓето ќе ги видат брзите резултати во првите 2 недели. Кетозата настапува уште во првите 24-48 часа и веќе почнуваат. И добиваат едно да речам, мотивација, и веќе се многу повнимателни во вториот дел од програмата, па многу пати тие 3 оброци ги намалуваат на 2. Да, колку се намалува во обем, во тежина? Ако се придржувате онака како што е нели препорачано. Најбитното прашање, за еден месец помеѓу 7 до 10% од почетната телесна тежина во обем и во конфекцијски број. Може и 1 до 2 конфекцијски броја. Сега нормално кој има повеќе килограми повеќе ќе ослаби, затоа е во проценти, просек некој кој што има 80 килограми помеѓу 5 и 8 килограми за еден месец, тоа е здраво слабење, тоа не е толку нагло, се топат на критичните места, стомакот, грбот, најмногу масните наслаги, затоа кај некои луѓе многу повеќе оди во обем слабењето, колку во килограми. Тоа е многу Ама обемот е здраво. многу поважен, така да намалите во обем. Тоа е најбитно и тоа е многу добар показател, бидејќи се докажува дека само масните наслаги се топат, а салото е лесно. Не се губи толку многу ткиво, мускулно ткиво, да се изгуби повеќе мускулно ткиво од масни наслаги. Мускулното ткиво останува, кожата останува обтегната, само масните наслаги. Ако таа особа вежба дополнително, не мора да е се тоа некои сега вежби во теретана, пешачење, велосипед, некои лесни такви вежби, многу побрзо, за пократко време. Кажав, може дури и во првите 2 недели да се изгубат тие 7 до 14%. Зависи индивидуално. Кај луѓе кои што многу години ги имале тие масни наслаги, ќе треба она рамка од 30 дена. Али овие пак да ги спомнам сите што во последниве 2 месеци малце не внимавале, не сакајки, ги ставиле тие неколку килограми, тие ќе ги изгубат уште во првите 14 дена. Така да. Дали ни е потребна и некоја дополнителна суплементација, освен сето ова што по протоколот треба да се внесува? Со оглед на овај временски период, да, никој не е имун на вирусите и на бактериите, па може да се случи во исто време, додека на програма, па да има некоја вирусна инфекција, малце да се заштити. Кажав, имаме B6B12 цинк, сега треба нешто малце посилно, некои антиоксиданси, кои што ќе ги спречат и ќе го зголемат имунитетот, пример Германиум 132 плюс натурал, една многу добра комбинација во себе содржи и екстрактот брокула, ликопен, матичен млеч, витамин С и само една капсула од 500 мг во текот на денот е доволно. Меѓутоа, ако некои луѓе имаат сега проблем, да речам, со варење на храна, со проблем со исфрлање на храна од други причини, може да се земе еден пробиотик, може да се земат некои таблети на растителна база, бидејќи понекогаш знае да се јави и обстипација запек. Така. Кај луѓе со одредени здравствени проблеми, посебно нели предиабетот и ред други, како и покачениот притисок, кога е препорачано да се намали телесната тежина, тука се постигнуваат многу добри резултати.
Не само што се постигнуваат добри резултати, туку и параметрите во крвта Веќе се регулираат. враќаат на нормала. Кога ќе се направи една контролна крвна слика, шекерот веќе се стабилизирува. Да, добро ги спомнавте, да не ги заборавиме. Секој што прима некаква терапија, ќе си продолжи да си ја прима терапијата. Меѓутоа, нашата цел е да се намалува таа терапија. Оној кој што зема терапија за притисок, за висок притисок, ако терапијата е 3 пати во текот на денот, може да се намали на 2, бидејќи како се топат масните настаги и притисокот се намалува, затоа треба малце и почесто контролирање на крвниот притисок. Кај луѓе кои што се во преддиабет, кои што се на терапија со метформин, исто така може да се направи една добра комбинација, па еднаш во текот на денот да не се прима метформинот и да не ги заборавиме тироидната жлезда. Пациенти со тироидна жлезда доста многу ги има, ја земат својата терапија, никаква контраиндикација нема, слободно, имаме многу добри резултати, затоа што долго време постоеше предрасуда дека луѓе кои што имаат тироидна жлезда и проблем не можат да ослабат. Сега тоа не е веќе така, можат, терапијата ќе си ја земаат таа суплементација, заедно со нашава програма ќе имаат многу добри резултати. Така, да. Сите тежнееме кон подобра фигура, но треба да тежнееме и кон подобро здравје, намалувајќи го ризикот од сериозни здравствени проблеми, каде што една од причините може да биде и дебелината. Еве начин како да се ослободиме од килограмите. Ви благодарам за гостувањето. Ви благодарам и на поканата. Да. Благодарности до вас, почитувани гледачи, за вниманието со кое не следевте. Останете и понатаму со програмата на ТВ24. Имајте убав и пријатен ден.